Променливото време не носи само пламеница кај земјоделските култури, туку создава услови за бактериолошки болести. Експертите советуваат растенијата да бидат добро заштитени. Кевиновата лоза, особено кај оние грозија кои изријат кон крај на септември или почеток на октомври, треба голема внимателност. Кевината лоза бевме сведоци дека имаше многу пламеница. Доаѓа до сушење на зрното, уништувањето на листовите, што пак како резултат сега на поладно време и многу дожд, а особено на покасните сорти, почнувајќи од Смедеревката и некои други кои што се берат обично во месец септември и октомври, значи втората половина на септември и октомври, може да доаѓа и често пати доаѓа до ботритис, односно гниење. За да не дојде понатаму уште поголема штета, земјоделскиот производител не треба сега да престане со заштитата на растенијата кај виновата лоза. Односно, заштитата престанува 30 до 40 дена пред берба и треба во последните две прскања обавезно задолжително да се стават фунгициди кои што се против гниење, односно ботрициди. Дождот и топлото време се закана и за градинарските култури, кои во овој временски период се во својот максимален подем. Затоа Ивановски апелира да се внимава со препаратите кои ќе се користат за заштита. Значи, тоа е бактериоза. И тука треба да се употребат само бакраните фунгициди. Пламеницата на пиперката фитофтора капсици е тоа што е над земјата, што се јавува прстенот на стеблото на пиперката. И тука спас нема. Значи, треба да се избегне преку наводнување да нема допир на стеблото. Али сега, во првите прилики, покрај инсектицидите што треба да се дадат, задолжително треба да се употребат бакраните фунгициди, односно бактериоциди. Они имат и бактериоцидно дејство. И сосема на крај би сакал да ви информирам дека заштитата на пиперката е најевтина. Зошто? Потребно е редовно бакарлен против бактериоза, потоа еден инсектицид против лисна вошка, еден инсектицид против совиците, они што црвците, гасениците кои што се бушуват во плодовите, а по потреба може да се стават уште еден инсектицид против трипс пајак. Реко по потреба. Метеоролозите предвидуваат скоро до крајот на неделава да има променливо време со дожд. Наредните денови дневната температура ќе биде малку под просекот за овој период од годината.